Значи ние не кеме да слушаме, ние сме глуви од вувузелите, од партиските вувузели. Македонија останува енергетски зависна и ние зависиме од тоа каква е цената во низ Европа, таква цена на струја ќе плаќаме дома. Политичките партии прават навивачи од своите членства, од своите гласачи, кои што потоа ги злоупотребуваат за да ја плукаат било која одлука, која што на крајот повторно е наштета на оние што навиваат. Они ќе плаќаат поскапа струја. Тие што викаат, можеше ли да предложи ново решение? Можеше да даде предлог кој што е малце поразличен од овој. Фирмата која што тој ја договарал да го земе Чебрен, не успеала да го земе. Нека го земе Чебрен. Преска разговаравме со луѓе од Фела. Чебрен и Галиште, ако ги земе Чебрен, тоест практично Чебрен, Македонија останува енергетски зависна заради тоа што се крена една хистерија, неоснована хистерија околу тој проект. Иако фактите викаат друго. Никаде не беше соопштено, значи ние не кеме да слушаме, ние сме глуви од вувузелите, од партиските вувузели и навивачи. Македонија останува енергетски зависна, бидејќи енергетски зависна е подложна на манипулации на пазарот. Па така е. И ние зависиме од тоа каква е цената во низ Европа, таква цена на струја ќе плаќаме дома. Наместо да си произведуваме сами и да си одредуваме цената за нас дома и со тоа да добиваме поевтина цена на струја. И што правиме? Политичките партии ги прават навивачи од своите членства, од своите гласачи, кои што потоа ги злоупотребуваат за да ја плукаат било која одлука, која што на крајот повторно е наштета на оние што навиваат. Они ќе плаќаат поскапа струја. Тие што викаат. Па да. Дека не треба да се прави Чебрен. Па да. Океј, можеби моделот не бил добар. Можеби не требале да влезат грците и тоа се согласува. Ама опозицијата имаше за обврска, нели имаме експерт по енергетика за на ВМРО ДПМН. Којето е? Можеше ли да онда да предложи друг проект? Којето е? Можеше ли да предложи ново решение? Он само за хец тикваш Кој е коментираш. експерт по енергетика? Мицкоски. Ама он не е по енергетика. Он е по трговија на енергија експерт. Ако да и по Тоа е трговија. не, тоа е различно. Ама и по трговија некај. Можеше ли Ама он да некај предложи? па зашто да- Чекај, Филип. Можеше ли да предложи решение? Можеше ли да каже? Не му одговара. Ама не, можеше да каже зошто не се направи друго решение? Зашо не предложи да се направи фонд? Фонд. Сите граѓани, сите државјани на Република Македонија да учествуваат во тој фонд. Во прва фаза требаат 300 милиона евра. Сите македонци ќе дадат по 300 евра, ќе учествуваат во тој фонд, ќе почне да се гради. Во втора фаза требаат уште 300 милиона евра. Пак уште сите ќе дадат по 100 евра, по 200 евра, по 300 евра за тој фонд. Кога ќе се изгради браната, ќе си добиваат тие луѓе 30 години дивиденда. Пак ќе добиваат македонските граѓани. И браната нема да биде на владата, ќе биде на народот. И сега е така. И после не, вака ќе биде директно. Ама ние После не 50 перцепираме. години, после 50 години завршува, нели? Тај дивиденди и враќањето на парите на Да, тоа е народот. стварно добро. И Може на 1000 начин си. и како се вика, А како и ќе- како браната ќе се врати на владата. Можеше да го даде тој предлог. Може и требаше, не само што може. Можеше да даде предлог кој што е малце поразличен од овој начин на кој што досега се терале јавните повици. Него му беше забелешката само хец тиквеш која да се даде. Дали пред или после. Зашто не даде Отпочнуването. некаква идеја, туку тој го критикуваше тоа што фирмата која што тој ја договарал да го земе Чебрен, не успеала да го земе. Он затоа критикуваше. Бидејќи он со таа фирма што требаше да го земе Чебрен имаше договор. Ама он не понуди решение кое што е подобро за народот. Него само го испљука. Крена народ, направи хистерија, народот пак остана без капитален објект. Како до сега. Да. И сега што не даде решение. Сега чорба. Сега чорба. Па А чорба. сега си ги слушнал ти они да зборат. И ова ќе му се заблагодарам на еден човек за оваа идеја која што ми ја кажа. Експерт е во оваа проблематика.
И оваа идеја е негова, некам да ја припишам на себе, околу граѓанскиот фонд. Ама нема да го кажеме кој е човекот. Си знае кој е. Ама ќе кажеме че е книжката. Можеше ли да се предложи вака работа? Си ги слушнал ли ти имаат комисиски расправи? И нова ми посочи човек. Имаат комисиски расправи. Се носи закон за стратешка инвестиција. Да се прави топлана и електрана, гасна електрана во кругот на железара. Си слушнал ВМРО ДПМН да ја критикува инвестицијата? Не. Бидејќи ќе се носи специјален закон кој што му возможува на фирмата која што, како се каже фирмата? Микелеос. Исто е грчка фирма. Грчка фирма, но мултинационална е. Која што ќе инвестира во гасна централа во железара, во кругот на железара, 290 милиона евра ќе биде инвестицијата. Државата ќе добие струја поевтина, загарантирана струја за 2-3-5% поевтина од пазарната или од берзанската цена, а Скопје ќе добие топлинска енергија. Дали си слушнал ВМРО ДПМН да го критикува ова, бидејќи државата дава 50 милиона евра субвенција за оваа инвестиција и се носи специјален закон. Ја види. Не знаеш што ќе направат. Како, не бидеме- како со Бехтел и Енка, Да ќе не- се изгласи и ќе се донесе, тогаш ќе почнат да плюкаат. Тоа е нивната стратегија, бе, мечка. Они дозволуваат све да се случи и после, види ги што направија, држте лопова. А тоа све поминало со нивен пас, нивен амин, нивно знаење, што не знаат у собрание дека денеска било второ читање на тој закон за стратешки инвестиции. Кога се носеше, Ај, аман, више, значи секоја емисија кога ќе се спомне нешто, не сме компетентни, лаици сме во енергетика, ама нешто разбираме и ние. Ајде ако си компетентен, кажи како требаше да се направи Чебрен. Еве кажи, секоја емисија коментираш што сме компетентни. Не сме новинари сме, не сме енергетичари. ама ништо не се прави у држава, брат. Тоа е Што реалноста. според тебе не требаше да се прави браната? Не требаше да се прави, не треба да се направи капацитет, хидроенергетски капацитет, не треба да се направи. Кој модел треба да се искористи? Еве кажете, многу експерти сте, ама никој ништо не каже. Знаеш што е проблемот со Македонија? Македонија полека умира од излечлива болест. И сега ние не икеме да се напиеме од лекот, односно да се излечиме од болеста, затоа што лекот има нус појави кои што на краток рок ќе ни го нарушат комунитетот. Тоа е проблемот. Значи, у држава треба да почне да се гради, треба да се запре со криминалот и со корупцијата, треба да се запре со вработување во јавна администрација, треба да се запре со не знам, непродуктивни трошоци. И тие работи сите ги знаеме дека треба. Ама во моментот ќе се наљути Златко, ќе се наљути Трпе, ќе се наљутат тие што сакаат да го гледаат Ришот Марко. И сега имаш милиони интересни групи и у политикава, и у политикава, на политичка сцена у Македонија сите се занимаваат само со краткорочни добивки, интересни групи и добивање на гласови пред избори. И заради тоа ништо не се прави у држава. Не, мене ми е прашањето. Треба да се прави по мене. Абе све треба да се тој прави. капацитет, еве, овој у железара треба да се прави. Треба да се прави. Ама еве да го ставиме Злате. Ама треба да се направи тој капацитет. Министер да го ставиме за финанси. Од кај ќе најде пари да го направи тој капацитет? И при тоа да исплати пензии, плати, не знам, набавки. Башка што мислам дека Злате во една емисија ни напиша у коментар дека е тука од Црниче, дека ни е комшија. Ако си од тука, бујру му емисија, еве тука, отворено студио. Затоа реков многу е тешко да се води држава, не, тоа како што ние си замислуваме. Не, ама сега излези плюкај. На крајот народот останува без хидроцентрала, без енергетска независност, без автопат, без коридор, без пруга, без возови. И тоа што го имавме пропаѓа затоа што не се обновува. И тоа е тоа. Не требало клинички да се прави тука у центар. Ајде ќе правиме клинички кај Ѓорче. Кај е клинички од кај Ѓорче? Кредит бре Милош како и за се друго. Да, ама кредит ако побара владата кредит да финансира нешто, тогаш ќе биде се задолжуваат генерации, трд парти, реков ми рече. Добро. Тоа американците имаат една поговорка, вели проклеци. Ако направиш проклеци, ако не направиш. Злате вели дајте ми телефон, ваш да ве најдам. Значи јавно нема да опишеме тука телефонот, ама имаш на Телеграм, у Телеграм групата, слободно можеш да ни пишеш, имате отворена е Телеграм групата.
Инфомакс дебата. Ќе те контактираме и Не, пиши му на Милош Или или на пиши мене ми ќе на мене. најдеш А у што група. сака да збори во емисија? Да бе, Ако- ама и ние сакаме да дојде експерт од областа да Ќе збориме. го снимиме. Зашо бе нека дојде у емисија, една Нека емисија дојде, каде бе. човекот. Каква емисија бе сега тука ќе правиме ние Не, циркузија? не, Ќе го човекот- снимиме да видиме што има да каже. Може Кај би знае што има да Не, каже. па ќе се Му- видиме ако може ако тоа, нема после врска. ако Може да ја покаже ако покаже документи, мислам Не диплома и мора се. ништо да покажува, со човекот ќе си направиме мовет, ќе дојде на кафе и ќе се договориме. Не, сакам да кажам знаење, Да. звање ако покаже од струката, нема проблем. Филип, што ќе кажеш за ситуација? Ја мислам дека едноставно, значи сите знаеме дека ние треба да почнеме некои работи и ги менуваме, никој не сака затоа што се плаши да изгуби политички поени. Па ти се сеќаваш дека Заев збореше дека ќе стаи, нели, ќе запре вработувањето во јавна администрација и ние што се од јавна администрација ќе ги преориентира у приватен сектор. И го најави тој проект и Неговите ништо не фирми. направи. Неговите фирми ли? Нема, имаше притисок тоа што од јавноста и ништо не направи на таа тема. И сега само него продолжи тоа. Па ги зголемија даноците, нели, имавме рамен данок долго време, го зголемија стаја прогресивен Кој е- данок, за една година го прекина. Роберт Кипровски, која идеја бе ме заслепи? Шо збориш? Која омраза ме заслепи? Ме заслепила, не ме заслепила никаква омраза. Се отворија очите. Разочаран сум од тоа како луѓето се само повредуваат. Си работат на сопствена штета. Тоа сам да го кажам. Кој ќе види зијан од тоа ако се направи капацитет за производство на струја и на топлинска енергија на природен газ? Кој ќе види зијан? Ти ќе видиш зијан? Кој ќе види зијан од тоа? Само ќе имаш поевтина струја и ќе имаш парно кое што е поевтино. Кој ќе види зијан од тоа? Кој ќе види зијан од градење Ама ќе ја граделе грците. на хидроцентрала? Кој ќе види зијан од градење на автопати и коридори? Ќе види некој зијан ли од тоа? Што зборите? Дај ќе седиме на наколни населби и ќе ништо нема да правиме. Ништо нема да се гради, ништо нема да се инвестира. Што зборите бе луѓе? Значи дај ќе престанеме све да правиме. Таче бил, УЧК биле, ВМРО биле, Груевски бил, Мицкоски бил, Заев бил. Бајте се, што зборите бе? Од тоа зборење ништо да не се прави, ништо да не се прави, стигнавме до оваа ситуација, ништо немаме ново направено држава. Еден проект немаме кој што треба, еден капитален проект немаме.